Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема како ние да препознаеме дека почнуваме да одиме по патот на себе исцелување. Видејќи ние како деца сме имале детство во кое што најчесто сме биле одделени од нашите чувства, никој не научил како да ги препознаваме нашите чувства, како да ги спроцесираме. И поради тоа се јавувал еден глад за тоа да бидеме сакани, да бидеме валидизирани, да бидеме одобрувани, да бидеме вреднувани, затоа што најчесто родителите нас не родителствувале спрема нивните очекувања. И токму поради тоа ние не сме успеале да си направиме една врска со самите себе си, да создадеме една врска, една света врска, една длабока врска, една божествена врска со самите нас. И токму поради тоа, значи, сме останале одделени од нашата целовитост. Што значи тоа? Тоа значи дека од таа целовитост ние сме тргнале одредени делови на чувство на вина, на чувство на горчина, на чувство на себе оптоварување и сме ги тргнале настрана и на тој начин сме оставиле една празнина во нас, затоа што тргнувајќи ги тие делови, ние едноставно не сакаме да ги прифатиме тие негативни делови од нас и поради таа празнина ние не сме во можност да имаме едно сочувство спрема нас и во тие негативни делови вклучени се нашето чувство дека не сме доволно добри, дека сме бедни, дека не сме вреднувани како што треба. И тука се и нашите болки, тука се и нашите страдања. И токму поради тоа, ние почнуваме да се вртиме на надвор и да им робуваме, односно да се грижиме или да им служиме на мислењето на другите. Значи, ние почнуваме самите себе си да се дефинираме она што сме во зависност од она што другите ќе го кажат за нас. Ако речат дека ние сме доволно добри, ние сметаме дека сме добри. Ако речат дека не сме добри, ние сметаме дека не сме добри. И затоа единствениот начин за да тргнеме на патот на самоисцелување е всушност да прекинеме со тоа нешто. Значи да почнеме да се исклучуваме од мислењата на другите, да се исклучуваме од одобрувањето на другите, да прекинеме да бараме потврда од страна на другите, пофалби од страна на другите и да тргнеме по патот на нашата вистина, а тоа е да почнеме да се поврзуваме внатре со себе. И тоа нешто да стане наша практика, а не да стане само одлука која што ќе се случи неколку дена, значи ќе биде само во одреден момент од кратко време, туку тоа да представува всушност наш начин на живење. Каде што повторно, значи, ние секојдневно ќе се поврзуваме со нашето тајно јас, а нашето тајно јас е таму, само ние треба да го повараме, значи затоа што тоа не е само составено од нашите позитивни страни, туку е составено од сите наши делови на нашето постоење, на нашето суштествување. И кога почнуваме сето тоа да го интегрираме, тоа нас не доведува и невозможува да почнеме да се прифаќаме на едно поголемо ниво, да почнеме да се сочувствуваме спрема себе си на едно поголемо ниво. И тоа е, значи, првиот знак кој што ќе ни каже дека почнуваме да одиме по патот на самоисцелување, затоа што разбирајќи го тоа нешто, значи, кога почнуваме да одиме по тој пат, ние почнуваме да ги прифаќаме и да пројавуваме сочувство и спрема другите луѓе. И всушност тоа е патот по кој што почнуваме да собираме мудрости од животот. Затоа што секој човек кој што тргнува по тој пат, значи не може да си дозволи да создава негативни последици како резултат на таа негова поврзаност со себе си, со она што подразбира со неговата светост, со божественоста, не може да произлезат негативни последици од тие луѓе, од тие личности.
И но не значи дека ние треба да ги толерираме и треба да да оставиме другите да не повредуваат како што сакаат. Тоа ќе подразбира ние всушност да не реагираме само на егото на другите, да го препознаваме тоа нешто, значи кај луѓето, и да видиме дека тие реагираат од едно чувство на празнина, од едно чувство на болка, кое што имаат во себе, и да разбереме дека единственото нешто, парчето во тој мозаик кој што фали во тој момент во однесувањето на човекот е сочувството. Значи, ние ако сме во состојба, тогаш ќе покажеме, ќе му дадеме сочувство на другиот, ако, значи, тој дозволи тоа нешто ние да му го дадеме. Се разбира. Што значи тоа? Значи, какви сме ние спрема самите себе си, тоа и ќе го еманираме надвор во надворешната средина спрема другите. Значи, колку повеќе се сакаме, колку повеќе сме сочувствителни спрема себе, колку повеќе сме свесни за своите внатрешни слабости, ние почнуваме да се интегрираме, да се сакаме и почнуваме да одиме на патот на самоисцелувањето, кое што нема да ни дозволи да прибираме значи, негативни влијанија од надворешната средина или ѓубрето од надвор да го собираме, и кое што, значи, ни овозможува себе исцелувањето, значи, ни дава една поголема одговорност за себе, повеќе да се грижиме за себе, што е она што го примаме во нашата внатрешност како влијание од надворешната средина. Затоа што оно што ќе го прибериме преку нашиот говор, преку нашиот начин на однесување, тоа нешто ќе излезе надвор, значи сето тоа ќе биде забележано. Значи, ако зборуваме ние негативно, тоа значи дека ние сме полни со ѓубре внатре, затоа што сме дозволиле тоа нешто да си го прибериме. Дали тоа ќе биде со другите луѓе, дали ние тоа ќе го прикажеме на социјалните мрежи. Тоа е затоа што ние сме решиле тоа нешто да го негуваме внатре во себе. Меѓутоа, доколку сакаме да бидеме извор на лекување, тогаш ние ќе мора да тргнеме по патот на нашата, значи, на нашата целовитост, на нашата интеграција, за да може тоа нешто и да се покаже надвор во надворешноста. Значи, сето тоа ќе се емитира во надворешниот свет. Како? Преку она што излегува од нашата уста, преку она што ќе го кажуваме, во вид на порака, каква порака сакаме на надвор да изразиме, да не слушнат другите. Значи, кога ние ќе почнеме да одиме по патот на исцелувањето, ние всушност се повеќе и повеќе имаме љубов спрема самите себе си, се повеќе и повеќе имаме сочувство спрема самите себе си, се повеќе и повеќе ќе си се дефинираме себе си во зависност од тоа колку е цврста нашата и колку е длабока нашата врска со нашата светост и колку е јака божествената врска помеѓу нас и помеѓу нашиот Создател, значи Бог, затоа што ние сме Негово дело. Така да и тој секогаш ќе сака да бидеме среќни, да бидеме поврзани со самите себе си, затоа што кога се поврзуваме самите себе си, ние всушност се поврзуваме со она што тој ни кажува дека треба да бидеме во животот. Значи, ни ја кажува нашата цел во животот, ни ја дава нашата суштина, уште од самото раѓање, за кое што всушност ние сме и за тоа дојдени на ова парче земја, нова планета. Значи, следејќи го патот на нашата интеграција, следејќи го патот на нашето исцелување, ние доаѓаме повторно да се поврземе со она што сме, значи Божи битија и исполнување на нашата цел во нашиот живот. А тоа е повторно да си ги изразиме нашите човекови карактеристики, значи како човекови суштества и битија. Драги мои, се надевам дека ви се допадна ова видео. Имајте убав ден, се гледаме повторно.